Леко. Во уши се одира. Аман. Ајде да видиме. Ај пак. Да видим. Јај го. Се извинувам, само момент, може ли остани тука, сега ќе ти го проверам, стои малце. И јас стигнав на роден ден, Димитар. Мотивко. Виктор, браво! Ова многу интересно изгледа, браво! Се изменил да бидат сиви. Супер. Ми се допаѓа Ја. ракетава до скор 10. Одлично, супер. Извинете, јас излегав малце пошто почна надвор да дува многу, почна да работи да летаат, па да ги соберам. Океј, Виктор, супер. Браво. Ти благодарам. Дали може би имаш некое прашање за домашната? Па не, беше интересно. И да, исто така јас сум привија различна буја. Да, ги видов дека се сиви. Супер, супер. Исто така, Сакате малце да чудни покажеме? Малце чудни ми изгледа исто како си дека ти лайн, как што беше тука костим. Ако Ја. сакаш можеш да го смениш, не е проблем тоа. Ако сакате, можеме да покажеме, например, да не бидат вакви столчиња, туку да бидат, може сакате дрвца, може сакате метли, може сакате метеори, може и такви да бидат, ако сакате. Можеме да направиме. Кажете ми само ако сакате, некој ќе ми сподели екранче и кај некој ќе промениме. Еве, например, ти сакаше вака сиви да бидат или имаше конкретна идеја за нешто што сакаше да бидат? Па така се саках бе. Ми беше доста убаво и да. Супер. Добра, тоа е важно, дека ти било забавно и дека ти било убаво. Гледам дека убаво ти работи и левелот и скорот, така да браво. Супер е се направено, кликни си сейв горе. Да не ти се избрише нешто па некоја случајност. Наставнички, смесам нешто да кажем? Пред 2 дена ми беше роден ден, добив нов киборд. Среќен роден ден, Димитар. Еве сега Колку гледам години пораката во четот. Супер, среќен роден ден. Ајде, Сара, ти си следна. Наставнички, ќе смее кај мене да ми покажете како се менува? Кај тебе не можам да кликнам request за да Да. менувам нешто, така да ќе мора кај некој друг да го покажеме како, па вие ќе... Наставнички, во вторникот одма после часот, мислам, после 1 сат беше на кај 9:30, на кај 10 беше, ни ги дадоа резултатите и јас сум второ место за 1 или 2 бода прво и ќе идам на државно првенство.
По што? По природни науки. Супер. Мислам дека и Лана и братчето исто така беа на природни науки. Колку што знам. Не Да, знам. Лана ми потврдува. Thank you. Горијан Да, каже, Саничка. не знам, Кој места бевте ви? Ова не ти работи, Сара. Зеленото кој ќе го допреш, ај допри го зеленото. Гледаш? и да. Значи, не работи нешто. Притисни стоп и оди погоре негде во кодот. Кај што е зелената боја за да провериме. На минусот кликни да видиме целиот код. Можеш? Од Нели тука? можам да нацртам кај тебе. Иди Тука подале да. малце. Уште подале. Ти недостига код. Како што гледам. Ако ова е се, ти не го достига кодот кај што му велиш на карактерот, ако го допреш зеленото, стоп all. На странички на овој мислите? If Ама има повеќе во него. Оди во другиот проект и стави го во бекпек. Има повеќе, не е само странички, со... требаше ја да ви го покажам и другиот проект, ама погрешка да кликнам ја да уклучам скреч и сум го и сум ливнала од часот и после одма пробав да влезам, ама не ми даваше. Ето јас се зачудив зашто излезе и... Океј, еве го. Добро. Отвори бекпек. Да, ето. Бекпекот доле. Кај ми е? Бекпек е доле кај надоле од кај во скреч има како линија пишува бекпек. Да, ама не можам да најдам. Не треба надоле да одиш, туку само треба да кликнеш на бекпек и оно ќе излезе нагоре прозорче. Да, ама не го гледам бекпекот кај. Кај што ти е работната површина, кај што го пишуваш кодот, долу има една линија, бекпек. Линијата се протега од левата страна па натака. На странички знам, имам отворено во други проекти, ама не можам тука да ја видам пример. Може да ми сподели, еве, например, еве. да оти е следна. Па кај не за да покажеме. На странички еве го отворив. Океј, добро. Стави го во бекпек и врати се назад таму, среди го. Мислам додади го тоа, пошто инаку нема да ти работи. Дали ќе може сега не да ми сподели, а да ми кажеш меѓувреме дали е во ред, ако не, инаку ќе можеме да покажеме кај не да евентуално за ако сакате да видите, она има направено. Најс. Ајде да видиме. И еве на странички го ставив. Работи. Се скреч мачета. Гледате кај не да како е. Не знам како е станало. Аха, но не доаѓаат другите, а? Саничка. Ајде request, сега ќе го провериме, може? Вака. Значи вака, кога правите вие ваши лизгачки ѕидови, кои што можеби не се столчиња, кога ќе одите во костюм, треба да имате 3 такви столчиња. Ти имаш само едно, овие ти се празни и затоа не ти функционираат. Океј, еве, например, вака. Овие ќе ги селектирам и ќе ги ставиме на средина. Прво тоа ќе го направиме. Мислам дека малце треба да се помести ова на едната страна. Евака, чекај да црнеме. Гледаш вака кој ќе ги селектирам, има како празно просторче, тоа значи дека не се симетрични едно до друго, али окей, тоа не е некој си проблем. Океј. Ај вака да видам само каде се наместени.
x нека биде 0 и y исто така треба да биде 0. Вака бидат. Сега, кога еднаш така ќе го направиме, копи, ќе дојдеме тука во вториот, ќе кликнеме paste, ама сега треба да биде погоре, така? Вака, например. Океј. Сега малце е тука специфично, пошто нели не се столчиња, па ќе има од едната страна малце повеќе празно место. Мислам, предпоставуваме дека треба тука да се помине, нели, овдека, ама тоа е. Вака. И сега кликаме назад во код. Сега би требало да работи како што треба, да се избираат рандом од прв до трети костим, гледаш? И ќе се избираат рандом. И мислам дека сега нема да има таков проблем, само да зирнам друго. Аха, стопол. Ево го тука, ова ме интересираше. Океј. Добра. Ега за другиве чисто да покажам ако ви интересира како, ќе дојдам кај Paint. Зошто? Сакам да се направи нов карактер и тој нов карактер може да биде било што. Ќе дојдам овдека за да изберам костюм од веќе дадени костими кои што постојат од карактери во Scratch. Например, јас спомнав дрвце или метла или нешто такво. Например, ќе кликнам Fantasy, еве го Broom. Може да изберам Broom. Еве да видите, чисто само да видите како би функционирало ако сакате Broom да направите. Кога ќе ви се додаде Broom целиот тука како карактер, ќе го флипнете, уствари треба да го завртите вака. Така. Значи треба да го исправите. Вака некако. И ова кој ќе го поместиме нагоре, вака, copy и paste, истото ќе се направи вака. Ќе го превртиме на опечки, вака, и ќе го поместиме надоле. Може малце тесен просторот кај што треба да помине карактерот, ама мислам дека ќе се снајде. Селектираме целиот карактер, вака. Гледате, и например ова е Broom 1. Океј, ова е првиот костим. Одиме десен клик, Duplicate. Ги селектираме. Океј, и сега ги поместуваме пример погоре. Просторот за да помине карактерот да биде погоре малце. Кога тоа ќе го направиме, одиме повторно Duplicate, уште еден костим и повторно селектираме, сега треба подоле да биде отворот, така да ќе се поместиме подоле. Сега, во кодовите, гледате дека овде има pick random од 1 до 3. Што значи тоа? Да се избере рандом од 1, 2 и третиот костим. Вие ако сакате може да имате и повеќе костими, не значи дека мора да имате само 3. Гледате, пример, ние направивме 3. Едниот со среден простор, така? Едниот кај што просторот е малце подоле, а едниот кај што просторот е малце погоре. Така, сега да биде разновидно, да не биде постојано дека имаме само еден отвор на средина. Ова е, ако сакате да си ги направите зидовите да не ви бидат столчиња, туку да ви бидат, еве да речеме, некој друг карактер од Scratch. Еве, вака, и истиот код ќе си го додавате од столчињата, значи истото ќе ви функционира. Кај рибата, се извинувам, кај рибата тогаш би имале наместо touching зелена боја, ќе биде touching sprite и ќе го изберете името на sprite на карактерот. Гледате, кај мене се вика sprite 1, така да го сакам да функционира со него, тука би сменила да биде sprite 1. Сега, пошто ова не ми треба, ова апсолутно го кријам и која ќе сакам, ќе го кликнам да биде видливо и ќе го додадам кодот и ќе функционира исто без проблем. Океј? Ова е за тие кои што прашавте како. My scrolling game. Океј. Вака го именував. Неда, супер. Ти благодарам што си се обидела да го направиш. Одлично. Дали може би имаш нека прашање за игричкава или за домашното? Немам. Супер.
Горион, дали ќе може да сподели сега? Еве ќе поделам. Ајде, подели. А зашто ми има спуштено екранче, Димитар? Ракел? Мислам дека имаше кренато раче. Ау, ти Еве. си ја направил овакво. Си го нашол и флопито бирдот со... Најс. Да. Ти ја правиш или кликна ремиксот негде? Јас си ја правив. Фино. Дали се менуваат можеби позадини со одреден број на поени? Не, Не? Добро. не. Океј. А левел имаш променлива левел? Не. Немаш. Океј. Во ред. Супер. Ако убаво е направено, ми се свија што си пробал да ја рекреираш истата Flappy Bird. Супер. Океј. Океј. Еве, Лана ни дојде на ред. Не знам кој беше по ред. Имаше крената рака Димитар, зашто ја има спуштено, не ми е јасно. Ајде, Лана. Наснички, со мене некој друг сега нешто правам, нешто ми беше грешно. Добро, ајде, може Мија? Треба време. Ајде. Ако Мија не е спремна, може Мија да ни сподели. Добро. Потоа нека се спреми Димитар, па на крај Лана. Дали може би имавте потешкотија со нешто од игричка или све ви беше јасно? Ова е прашање за сите. Мене ми беше јасно. Супер. Добро, тогаш. Мија. Океј. На my stuff вамо, океј. А зашо празен, Антоне? Не знам. Навикната цело време дека го отвараш, може затоа. Ај, пробај пак. Сакаш да го поместиме бет да не биде на средина, туку малце над почетокот на сцената? Може. Може? Океј. Ајде, пробај, пошто гледаш дека дури после некој време се менува скорот. А зошто ти се собираат таму на крајот така? Не треба да се собираат. Ајде да пробаме да направиме некај... Ама ќе те оставам да доиграш, за да видиме за левелот. На колку функционира. Океј. Ај вака. Ќе кликнеме да го средиме бет да се врати на почеток. Океј. Е вака бет. Кај е бет? Аха. Еве го. Минус 200, еве да речеме. Ке се врати тој понапред малце. Еве го. И сега, например, може пак да се забележи каде е Ама сега да видам што е работа. Да, прави проблем. Пошто го допира со крилото, ќе го поместиме да не е 200, нека биде 180. Може така? Пошто Да. мислам дека го допира зеленото со крилото, ама овде кај зелените значи дека имаме проблем. Еве, кај. Мораме тука на крај да имаме
delete this clone. Ова. Мора тука ова да постои. Ова ти е испуштано. Зошто? Бидејќи клонот која ќе отиде од едната страна на другата страна, која ќе стаса до овде до крајот, треба да се избрише, што веќе не ни е потребен. И нов ќе се појави од другата страна. Ај пробај сега. А инаку овие начините за пресметување на левелите ти се многу јаки. Се надевам дека ги разбираш, пошто знам дека немаме уште Да, на само го правев. Супер. Тогаш одлично, баш е креативно. Немам видено за сега никогаш такво нешто. И доста ми е интересно, мене ми е интересно, пошто го гледам дека е такво, така да, супер, браво. Одлично, ајде да пробаме да стасаме до м, 10. Супер, одлично, браво. Браво, браво, браво. Одлично, Мија, ти благодарам. Дали може сега Димитар да ми сподели? Семличка, што чекам? Димитар да ми сподели екранче. А, Добра. Добра. Нагоре, нагоре. Што видно? Не работи. Зеленото кое ќе се допре не работи. Ха. Добро, ајде ќе го поправиме да работи. Еве, например, прво е помини преку зидот, да. Да. Океј. Може да го поправиме да... Може да го поправиме? Вака, request. Ше вага цело време ќе си ги собираш поените без никаков проблем. А не треба така да биде, треба да биде ако го допреш зеленото, тогаш да застане цела игричка. Неќе стоп да се кликне. Вака. Добро. Океј, ајде да видиме сега. Овде. Нагоре само да дзирнам. Да. Тој код не достига. Океј, ајде вака. Кликнам само овде да се појави ова, за да избереме боја. Значи, кај зеленото знаменце имаме forever, имаме if touching green color. Значи, sensing го бараме touching со боичка, пошто сакаме со зелената боја ако ја допре, дајаме на пипетата, дајаме тука, избираме зелена боја. If touching треба да избереме што? Stop. Ајде да најдеме. Ево го, stop all. Ево вака. Готово. Сега мислам дека ќе работи без проблем. Ајде да пробај. Да. Значи без проблем, супер, одлично. Одлично.
Океј, супер е Димитар. Ајде вака. Мислам дека е доволно, да? Го истестиравме, ти благодарам. Дали ќе може сега Лана да ми сподели? Лана? Сега би Сега можела сам да... ќе да. Супер. Share screen. Цртав затоа. О, Ама имам некој... Што се случува? Значи имам супер. левелот. Значи имам проблем со левелот. Не знам зашо е вака. Ајде да видиме сега со левелот. Еве кодот. Сега, само момент. Сега ќе ти кликнам request. Само да... наместо со change ќе искористиме со... Наместо со change ќе искористиме со set. Така да, Сет. да, со set. Што се случи? Okay. Ама смичка за левелот е проблемот. И пусни два е кучево. Ај вака request control. Зошто ти се менува цело време? Не знам смичка. Мислам дека имаш негде ставено change. Да, еве ова. Овде нема да треба да се користи ова. Ќе ти биде само doc 1. Е овде change level. Сега дека што имаш change level, треба да се смени да биде set level, ако вака го правиме. Да. Значи, пошто прво е, ако скорото е 10, левелот треба да биде 2. Пошто стартуваме со левел 1. Чекај да видам. Ама смичка стартуваме со левел 0. Или? Со левел 0 стартуваме. Да. Игра кога играш со 0, од левелите почнуваш. Не знам. Не, почна... Значи вака. Ги смениме. Сега ќе ги смениме, мислам дека нема да има проблем. Ајде, смичка, јас дека бе почнала во тониот час имам направено и другиот проект. Сигурно таму имам грешка, ама мене ми работеше добро, но не знам, ќе го проверим и тој. Ќе го проверим. Идам до тоалет. Слободно. Еве овде 4. Океј. Мислам дека ова е океј. Ај само ова да го проверам уште еднаш. Change score, добро. Ова е во ред. Сега, еве вака. Сега тоа. Не. Ај, пробај ти да играш. Добро наставничке. Ти кочи или мене само ми кочи? Мислички на мене. Зошто Мислам дека толку многу превисоко, скока? мислам дека превисоко скока, треба да го намалам. Чекај. Стој. Да, превисоко Само скока. да ти го проверам овде кучево кај. Наставнички зајаче, ама не важно. Океј, прво нешто, секој карактер што го цртате и што го правите или воопшто што му менувате нешта, гледате тоа да го правите овде на средината. Океј?
Гледайте, значи секогаш карактерите да ви бидат овде на средина. Тоа е многу важно. Следно, кога ќе отидам во кодот јас, не set y, туку треба да биде change. Овде ти е грешката. Значи, вие тоа ми го смените. Не. Change. Значи, вие ми рековте дека требаше сет. Да, Јас- ама сет за левелите. Сет левел. Ја мислам дека викавте за тоа. Не. Например, вака се. Значи, Стоп. нека биде 40 повеќе. Не, 10, како Значи, 40? треба да е 20. Треба да биде поголемо. Гледате, наставнички, не можеме да скокаме вака. Чекај да видам, 100% ти фали некој код негде. Стој. Change y by -5. А зошто имаше wait 5 секунди? Ова тебе те зеза. Ова тебе ти прави проблем, овие 5 секунди. Да го поместиме -200, да ни се врати на почетокот. Ај вака. Ти знавеш баш? Мора да биде 20. Треба да биде -2. Овде треба да биде -2. Затоа Јас не бил постигнуваме ни. бил сум мутиран. Да, еве го. Тогаш вака ќе може да. Еве го. Вака се постигнува, значи ова вака може да биде. Еве го. Така. И полека ќе се собираат поените, ама пошто кај мене кочи поради скриншерот, затоа. My scrolling game. Еве го. Наставнички, сега другиот проект. Сега за тоа дојдов во MyStuff. Овој тука со хипото или со Понг? Искочу. Сакаш со Понгот да го провериме или овој со скролинг? Кој сакате вие, наставнички? Не е битно. Ајде да видиме. И таман ќе почнеме со тоа што имаме за денес. За и овде да те проверам, и овде е -5, треба да биде -2. И change y by 40 е too much. Сега би ти функционирало без проблем. Ова надале change level, исто со change level, тука иста ситуација. Значи треба да биде set. Океј? Вака. Set level, вака ќе ти биде 2. Set level, вака ќе ти биде 3. И set level, вака ќе ти биде 4. Океј. Тоа е тоа. И на почетокот set level, заедно со скорот ќе биде 0, ама левелот ќе биде 1. Сега, океј. Random back, ама немаш background, затоа имаш random кликнат. Аха, добро. Сега е во ред. Зачувам. Се враќам назад. Чекај. Сега. Ајде сега назад. Добро. Сега пинг-понг. И сега Понгот да го провериме. И мислам дека со све сме завршила. Мислам дека ми работи. Ајде да провериме. Set level 2. Change score by 2. Вака. Да. Вака работи. Да. Вака супер. Без проблем ова работи. Да. Save. Топ. Супер, Лана. Ти благодарам. Може да почнеме, односно да продолжиме со тоа што имаме ново за денес. Ви благодарам на трпението. Вака сега. Ви кажав дека денес ќе почнеме нова игра, која што се вика Laser Game.
и за истата исто ќе добиете линк на кој што ќе треба да кликнете ремикс и на тој линк треба да го додавате кодот. Ќе споделам екранче да ви споделам за каква игра станува збор. Ќе ви објаснам се што Јеј, треба пак за игра ќе играм. Пак игра ќе правим. каква игра ќе правиме, да. Сагате или не сагате? Сакам. Добро. Ова ќе ни биде последната игра која што ќе ја направиме веќе од следната недела. Почнуваме со листи и со низи, така да ова ни е последниот тип на игра што ќе ја направиме. А после пак ќе правиме игри? После тоа вие ќе имате за задача да правите вие игри, пошто последните 2 часа се однесуваат на вашата креативност и вие да смислите завршен проект. Може да биде проект кој што веќе го имаме направено, ама вие да додадете ваши финиси или ваши карактери, ваши позадини да нацртате. Значи ќе имате цела една недела тоа да го направите и на последниот час ги презентираме. Имајте на ум дека тие завршни проекти кога ќе ги доделуваме дипломите, истите ќе мора да ги споделиме и да ги покажеме, да ги презентираме пред останатите ученици кои што ќе бидат там. Така да ќе се потрудиме тие завршените проекти, ќе имате и мојата помош за да ги направиме да изгледаат супер. Ме слушате? Да. Да. Очите. Пошто застана зумот, све ми е црно, за тоа прашам. Па мене ми застана. No. Еве го, фала. Супер. Шубо. Океј. Еве игричката се вика Laser Game, значи линкот ќе го добиете во чат, а документите исто ќе ги добиете во чат. Ако некој не може да ги симне од чат документите, ќе ве замолам да ми кажете на време за да ви ги испратам на мејл. Океј? Значи Laser Game ги добивате линкот со веќе вметнати карактери. Ваша задача ќе биде само кај карактерите да го вметнете кодот. Можеби вака изгледа дека е премногу код, но кога ќе почнете да го додавате, може овде вака ова ви изгледа многу, но кога ќе почнете да го додавате, ќе видите дека се повторува кодот и можете да го користите со копирање од еден во друг карактер, за да не губите време. Мислам дека ќе имате време за се. Која е поинтата на играта? Долу имаш laser ship, кој што со кликање на space копчето од тастатурата испушта beams, вакви како линии нагоре, и негова цел е да ги погодувате овие виолетовите ships. Значи тоа е неговата цел. Но во меѓувреме, додека летаат виолетовите и вие пробувате да ги погодите, од озгора паѓаат камења. Камењата се астероиди кои што пробуваат тебе да те удрат и тука ќе заврши играта или можеби ќе ви се одземе од скорот. Овде ќе видите дека веќе е додаден скорот во кодот, така да се што ќе додаваме ново ќе биде нешто плюс скорот е веќе додаден. Ако ве удри астероидот, тоа значи дека ви одзема по 1 поен. Океј? Тоа е тоа што треба да знаете. Мислам дека нема нешто ново во кодовите кое што би ве збунило или не го знаете, ама доколку имате проблем со кодот и нешто не ви е јасно, слободно прашувајте за да ви објаснам. И сега, одам во чат. File from my computer. Сега само да го испратам документот. Мислам дека кај скреч. Ево, час 12. Супер. Океј. Ќе ве замолам сите да ми потврдите дали сте го добиле. Дали ви стаса документот? Мене ми стаса. Не ми Океј. стаса. Мене ми стаса. Го отворив. Добра. Ве замолувам одма да ми кажете доколку кај некој не се отвара или некој не може да го отвори, за да ви го испратам на мејл. А сега ќе ви го испратам линкот
Наставничка, може да ми го изпратите на мейл? Може да. Ова е празна. Ево, вака, само да Само да идам да ја кажам на мајка ми да ми го препрати. Уште не е ни испратено. Пробувам да кликнам стоп share, ама ми заглави зумот. Ова се материјалите, ова мене ми треба. Наставничке нема лазер во сприт. Значи не треба вие да ги додавате карактерите, јас ќе ви испратам линк каде што карактерите се веќе додадени, вие ремикс треба да додадете, се да кликнете. Ама ми застана зумот, не можам чет да отворам. Тоа е проблемот. Еве, опа. Може има некој апдейт Zoom кој што го немам направено и затоа вака ми прави. Finally, добро е. Еве. Океј. Еве го линкот во чет. Значи го кликаме линкот, кликаме ремикс, отвараме документ, пренесуваме код. Кратки инструкции. Лана, дали успеа да го симне документот? Може да почнеме? Може слободно да? Добро. Да, наставничка. Добро. Лана, линкот го кликна? Да. Океј. Ако ти треба помош со најавување, кажи ми, ќе ти испратам информации. Дали материјали, час. Ја пишам домашно. Ја допишам домашното. Пишам домашното. Пишам домашното. Колку да беше? Наставничка, Молам. материјалите не можам, не знам како да ги отворам. Не можеш да ги симнеш, сакаш на мејл да ги испратам? Не, ги симнав, само не можам да ги отворам. Не знам како. Кога ќе отвориш во Zoom чат, до материјалите треба да имаш сиво копче што вика click to open. Дали имаш такво копче? До Zoom? Во Zoom, во чат. Сакаш да ми споделиш екранче да пробаме да ги најдеме? Го кликнав, ево, го кликнав. Се отвори? Мгм. Ако сакаш можеме на мејл да ги испратам. Не. Добро? Дали на некој друг исто му требаат материјалите да ги испратам на мејл, ако не успеал од тука да ги симне? Мија, успеа да ги симнеш ти? Да. Добро. Сара, дали успеа да ги симне? Да. Добро. Виктор? Да. Океј. Значи, Сара, тебе требаше да ти ги испратам или да не ги испрагам? Наставничка, ја пробав. Мајка ми речеше ќе ми ги препрати, ама кликнав два пати на ова и ми се уклучи. Изгледа на овој лаптоп така се уклучува. Два пати само кликнеш на линкот и ми се уклучува само.
Добро, значи да не ги испраќам. Не. Добро. Мислам дека 10 минути ќе ви бидат повеќе од доволни за да го направите ова. Важно ми е да научите како се прави плей копчето. Тоа ми е важно. Како плей копче? Па Иве, сега за тоа Да. споделувам екранче за да ви покажам како. Може? Значи мислите старт. Старт копче, да, или плей. Како сакате, така може да се вика. Само еднаш да се појави екранот, па може и ќе ви покажам. Еве го, мислам дека се гледа, така? Океј. Еве вака. Добро. Океј, бим, само да ставам едно хајт. Така, готово. Значи, сите ќе пробате и ќе стасате... Што не се... Момент. На аперо е кај мене стајан. Океј. Тука сам. Не на тука на space. Океј. Вака сега. Сите кои ќе го направите ова, како да направиме копче кое што ќе се вика, значи кога ќе ја направите игричката, сите ќе стасате до ваква нешта. Да се движите лева десна и да кликате на space и да може да ги собирате поентите од виолетовите бродови. Тоа е тоа. И сега, како наместо да кликаме на ова зелено знаменце, да имаме едно копче старт што ќе стои тука. Како тоа да го направиме? Одиме кај карактери да цртаме, значи кај paint. Ево вака. Прво ќе нацртаме еден правоаголник. Океј, outline ќе исклучиме, не мора да имаме outline. И може внатрешноста на полето да биде обоено, еве да речеме вака, нека е плава боја. Ќе ставиме еден правоаголник вака. Позицијата ќе му ја ставиме на центарот да биде. Овде по x-оската ќе биде на позиција 0 и на y ќе биде на 0, што значи ќе го ставиме на средината. Внатре во овој правоаголник ќе кликнеме текст и ќе избереме, еве на пример пиксел, мислам дека најинтересно вака, и филм може да биде со бела боја. Кога ќе кликнам внатре, ќе напишам со големи букви старт, океј? Кликам на стрелката за да ја променам големината на текстот. Да ја овдека, ставам на средина. Мислам дека може уште малце да се зголеми. Ево вака. Така. Убаво вака изгледа или да ја менуваме и бојата позади? Плава, Убава боја. Ова е вака? Океј, готово. Штом ова кога ќе го направите, се враќаме во кодот и сега задача Јас ни може би ќе направам нешто друго за старт. Нешто друго да изгледа. А нешто така. Старт вие може да се го уредите како сакате. Значи јас нешто основно само пробувам да направам, чисто да сватиме идејата како се прави. Кога ова ќе ви биде завршено? Како треба да го кодираме ова? Одам на во events, земам едно зелено знаменце и ќе изберам show овтака. Јас ќе земам и height, пошто ќе ми биде важно и ова height тука. А на страничка нели треба? Кога ќе кликнам на зеленото знаменце, стартот ќе ми биде видлив. Сега, кога тој ќе ми биде видлив, when this sprite clicked, ќе испратиме broadcast порака и ќе го скриеме. Broadcast пораката ќе се вика старт. Зошто? Така ќе знаеме дека испраќаме порака за почеток на играта. Ова старт broadcast треба сегде кај што имаме зелено знаменце да го смениме со when I receive start. Истото го правиме и кај laser, истото го правиме и кај beam, значи сегде кај што имате зелено знаменце, го менувате со when I receive. Да го направиме тоа? Само пратете ме сега, ќе ви го испратам јас направено, па вие ќе го направите покасно дома, пошто ќе треба друг да правите за дома. Супер. Ќе ти го проверам, не да само за кратко ова да го покажам
ти следи дали можеби така е кај тебе. Значи вака. Сега сегде кај што имавме зелено знаменце, го сменив со broadcast start и да пробаме дали ни работи. Кога ќе кликнам на зеленото знаменце, гледате дека не ми почнува играта, така? Туку само го имаме старт копчето. Кога ќе кликнам на старт, тогаш ми почнува играта. Гледаме? И можам тогаш да почнам да играм. Океј? Кликам стоп, кликам старт и гледате дека ми се појавува старт. Сега, ова лезерот може би е видлив тука, можете да го скриете да не ви биде видлив. Например, кога ќе кликнете на зелено знаменце, сите карактери да имаат hide. Например, вака. Пошто овие другиве и Beam и Spaceship веќе имаат hide, тие веќе знаат дека треба да бидат скриени. Океј? Например, вака. Можете да го скриете и ова скоро да не ви се гледа. И тоа можете да го направите. Еве кај laser, ќе земеме variables, ќе имаме hide, кога ќе кликнеме на зеленото знаменце, а show, кога ќе кликнеме на старт. Гледате? Сега, например, кога ќе кликнем зелено знаменце, гледате се е скриено. Така? Кога ќе кликнем на старт, тогаш можам веќе, каде ми е бродот? Лезер, што треба кај него да направиме? Show. Да кладиме после when I receive start. Одлично. Show треба да му направиме. Еве го вака, кликаме старт и еве го нашиот space. Така? И почнуваме со играта како што треба. Ова старт копчето е нова екстензија и нешто ново што го покажуваме сега. Затоа слушнеме внимателно што имате за дома. За дома, освен ова што ќе треба на овој проект да си го направите, јас ви реков дека проектов ќе ви го испратам линкот за проектот, океј? И веќе ќе го имате ова веќе направено и средено. Договорено? Значи ќе можете да му се враќате цело време. Сега ова да го правиме што го правевте вие? Пошто завршивме со часот, не знам колку време ќе имате да го направите, но замрзна сликата или се гледа? Ја го. Еве го, добро, се одмрзна кај мене сега. Сакам да ви покажам која игричка ќе ви ја испратам, пошто сакам да научите што е можно повеќе видови на игрички, за да за крајниот проект, ако сакате игра да правите, да имате многу избор и вие само да си менувате карактери. Океј? Тоа ми е целата идеја. Laser game, не. Space game. Еве, за оваа Space game постојат карактерите во Scratch, не мора да ги цртате или не мора јас да ви испраќам линк, ама ќе ви го додадам линкот овде во текстот. И исто така и во мејлот за домашно што ќе го испратам, ќе го имате линкот од овој проект, само треба ремикс да кликнете. И ако и да не кликнете ремикс, ќе можете овие карактери да си ги додадете од Scratch, пошто веќе постојат. Ова е за ракетата, ова е за ласерот, ова тука е за камењата и имаме нов карактер кој што се вика Game Over. И за него имаме котче. Што прави оваа игра? Неам ставено слика како изгледа, ама мислам дека ќе ви биде јасно сега кога ќе ви објаснам. Овој спейсшипов, еве овој, треба да биде свртен и овој бим, ласерот, излегува од него. Доаѓаат кон вас камењата, еве овие, доаѓаат кон вас, се движат, и кога се приближува кон вас, вие треба да кликате на space копчето, односно со овој ласерот, да пробате да ги пукнете тие камењата за да не ве допрат. Ако ве допрат, ви се одзема поен. Океј? Ако не ве допрат, ако го пукнете, ако го погодите каменчето, тогаш ви дава 100 поени. Договорено? Значи, ќе пробате ова да го направите и во оваа игра гледате дека скоро те веќе додадат. Ваша задача ќе биде да направите вакво копче старт, како што сега што направивме. Ви изгледа тешко? Не. Добро. Не би требало. Значи, ви ја испраќам јас Space Game, исто е со ракети и со астероиди,
да пробате да ги погодите. Кога ќе ја направите, пошто веќе тука скор постои, ваша задача ќе биде да додадете старт копче. Ако сакате веќе понатака да ја градите уште повеќе вашата игра, тогаш можете да направите и левел променлива, што ќе ви брои до кој левел сте, нели ние со левелот спомнавме менување на позадините ако сакате, но примерно го правите проектот и додавате старт копче. Дали е јасно што имаме за дома? Да, значи Окей. старт копче и Старт Што копче, да направите играта и старт копче. која игра? Па ќе ви ја испратам во мејлот за домашна. Добро. Е така. Значи И ако одма сега, сакаме да додадеме нешто во играта. ако сакате можете да додадете левел. Добро. Е така. Дали имаме прашања? Не. Не. Сигурно? Да. Значи, тие што не завршија да се идат учасат. Тие што не завршија да си го доправат ова за дома. И следниот час заедно со домашното ќе ми го покажете и ова што не успеавме сега на часот да го завршиме. Добро. Довидување. Прашање за дома. Дали имаме прашање за домашната или Дали може да повторите домашната? Не ја сватив добро. Значи вака. Домашната е ви испраќам на мејл документ со нова игра која што се вика Space Game. Кога неа ќе ја направите, внатре во неа ќе забележите дека веќе скорот е додаден. Океј? Постои скорот. Кога ќе го направите целиот код. Откако ќе го направите кодот, кој што веќе ви е напишан на листот, ќе треба да направите копче старт, како што покажавме сега. Доколку ова е значи основна домашна. Доколку сакате повеќе да ја надоградите вашата игра, тогаш можете да додадете и левел, именување на позадини, и ако скорот ви е под нулата, да застане играта, значи се може да од екстензиите што ги правевме до сега, да додадете. Евентуално таймер само нема да ви функционира кој што треба, нема да има некоја цел. Друго мислам дека све што ќе додадете се би функционирало. Дали имаме некои други прашања? Не. Сигурни сте? Дали може би сега сакате да ви ги испратам овде документот? Не. Океј. Не. Секако на мејл ќе го добиете. Значи, секако ќе го добиете на мејл. Одма штом завршува часот, последните 5 минути го добивате мејлот. И ќе можете додека сте уште на компјутерот да си го направите ова. Прашања други? А наставничке, Овели. ние што знаеме што имаме домашно, може да излагуваме? Да, ако на сите ви е јасно што имате за домашна, слободни сте. Ако на некој нема јасно, слободно прашувајте. До гледање. Довидување. Довидување, пријатно. Убава неделя. И уште јас останах мислам. Јас имаше Ладно. 2 блокчиња за да направам Ој по-надоле. Имаше 2 блокчиња само да си кажам. Чекај малце. Што, Виктор, како? Јас имам уште едно блокче и готов сум. Океј. Уште едно блокче, добро. И заврших. Океј. Сакаш да ми споделиш? Да. Ајде. Save now. Наставнички, јас до никаде не сум. Пробав старт да го направам, но не ми беше успешно. Сакаш да ми споделиш? Да. Да.
Дексо. Пишу висоток. Аха, имаме проблем. Ај вака. И Request. това. Чек. Ќе најдеме што е проблемот, сега ќе го средиме. Значи вака, проблемот не е во Spaceship, ќе мораме во Asteroid да одиме. Помало од 300. Ај пробај движи се лево десно. Да, еве. Кај астероидите е тоа што мора да се движиш за да они ти бидат така. Даш, тоа е окей. И сега кај Spaceship, зашто не се Това појавува? код. Не може да процесира или как го кажа. If touching beam, добро. Нај старта за клон, delete disclone. Овде да не е проблемот. Мислам дека овде... Чекај, delete disclone од минус... Еве ги. Овде не треба... Ова не треба да биде со минус. Ова. Мислам дека така пише со минус. Смееш, Лана, да, слободно. Не треба да Знам пише што е за минус. домашно. Мислам, не треба да има минус. Довидување. Ама и вака не работи. Наставничке, Лана. може да проверим дали стварно тамка пише минус? Значи, на горното е минус, на долното не има Не. минус. Еми грешка видео су. И да го. Добро, не е страшно, да. Туку change score, weight 0,0. Delete disclone touching beam, forever. Значи, ова друго се ми изгледа дека е во ред. Туку зашто не работи е проблемот. Delete, ова работи. Значи, Spaceship само не се појавува, така? Да, Може она сега е да го пробиме. Ајде да го то- пробаме. Што заглавува на првиот код? Значи, заглавува да create clone of myself. Па така треба да биде. Па When I да. start as a clone forever. If I touch start. beam change score. И после тамка show Pick random. тия. Бројките не се точни. Не треба да биде go to, туку треба да биде glide. Glide. Не, знае ли дека треба да биде glide, ама изгледа сега и имам земено goat. It's okay. Glide е пошто треба да се лизга од една до друга позиција. Да. А со go to Ја- ние не го гледаме и ради тоа така. Ево го се. Океј, супер е сега. Работи кој што треба. Ќе кликнам save. Океј. Сега ќе треба старт копчето, гледам дека не ти е направено, ќе мора него да си го направиш, ама во мејлот, сега ќе ви го испретам мејлот, ќе ви испретам и линк од проектот што сега го направивме заеднички и ќе може старт копчето да го видите од таму и ако ви се допаѓа можете и да си го препишете истото, да си го копирате. Океј? Јас знаеш како пробам да направам. Која мишот ќе бија близко да се смене бојата. Само не знам дали баш тоа ќе работи. И ако е пак на З и пак да бија коти, например, црно да бија, па после ако еш там ќе бија зелено. Коти стартаме видео игри. Кај викам. Пробај ти, тоа е основното, прво направи го. Ако ти работи Да. проектот, можеш копија од проектот да направиш и тогаш менувај му што сакаш прави му. И ако ти успее, следниот час можеш да ни споделиш и ќе дискутираме за него. Може така? Да. Ето така, готово договорен. Един голям старт изгледа като малцичен. Найс. Само стар ќе е. Знам што имам за домашно. Добра? Океј, ја мишлям Нема работче. прашања? Нема прашања. Не. Океј. Линк ќе го Чао. сендите, па после, чао, па после јас ќе треба да се направам во старт, се знам што има. Да, готово. Гледање, да видување. Чао, убава недела.